Dacia Duster е еден од можеби битните модели, особено на нашиот пазар. Зошто? Бидејќи беше многу достапен, многу добра цена, беше ненормално издржлив автомобил, одличен офроудер. Ова возило беше идеално, особено за луѓе кои што сакаат авантури и уживаат и не се замараат за луксузности, не се замараат за некои други работи, се замараат само како да помине и да има што е можно подобра авантура. Прво, новиот Duster дизајнерски нема доперни точки со претходните генерации, бидејќи сега, мислам и претходно беше окей дизајнот, но имаше многу критики кои што едноставно се базира на окей, за таа цена не можам да очекувам ништо посебно. Денес, кога гледаме новиот Dacia Duster, едноставно си кажеш, добро изгледа колава, ова сакам да го имам. Ова сакам да го гледам на улица. Ова ќе се вртам, од кој ќе се паркирам, ќе се свртам да си го видам. И тоа едноставно значи дека правиш многу поголема конекција со возилото од дизајнерски аспект. Ми се допаѓа предната маска, која што сега со овие бели линии околу Dacia логото се врзани заедно со светлата и завршуваат во Y буквата. Стварно изгледа многу побаво. Ми се допаѓаат сите тие кривини, испакнатини на хубата, кои што му дават еден по-мускулест и по-робустен дизајн. Од страна, вака целата форма која гледаме, да подсетува на претходните генерации, тоа е добро според мене, бидејќи едноставно си го штити сопствениот знак и сопствениот белег кој што го остави во автоиндустријата. Од позади, вака кога го гледаме со тие нови светла, е тотално нешто поразлично. Искрено ми се допаѓа на спойлерче горе што е поставено, ми дава еден израз така малци на по-спортски дух. Но Dacia со сите овие измени само сакаа да направат да биде поинтересен за поширока публика, бидејќи окей, ќе дојдат, ќе се извозат вака на офроуд, но и во оние урбани средини кога треба да се вози, да изгледа доста интересно и едноставно да привлече поголема маса на луѓе. Тоа е за дизајнот. Искрено јас само би кажал дека ова е џурни пакетот на опременост и тоа е највисокото ниво на опременост што се нуди во моментот во Македонија. Окей, изгледа убаво со сите овие бандажи, со сите тие елементи кои што ги има во овој пакет, но јас само би истакнал дека јас кога би го земал за мене, би му ставил челични бандажи, би му докупил, бидејќи во салон има една опција која што ја нудат со шатор од озгора, би ставил некои држачи напред на хубата, едноставно би го направил за ефтини пари, многу интересно офроуд возило. Он вака е сериозен офроудер, но со сите тие елементи, дури може помалку пари ќе ми кошта со челичните бандажи наместо овие алуминиумски, а ќе изгледа за мене поинтересно. Оставам на вас да ми пишете коментар што мислите вака од дизајнерски аспект, дали мојата опција или ова ви се допаѓа повеќе. Нешто што мора само да истекнам, бидејќи нели треба биде поиздржлив, поцврст и така натаму. Овие пластики секаде од страна се од рециклирани материјали, што е супер, ги користат повторно Dacia материјалите, но може ќе приметите ни бели точки во самите пластики и тоа е интересно бидејќи му дават за мене еден шмек како цело време да е подготвен за една нова авантура и плюс овие пластики Dacia кажува дека не можат да се изгребат така лесно. Јас се гребам со ногти, се брише тоа лесно, пројдов низ гранки, пројдов низ се што. Не можам да видам некоја штета дека сум направил што е добро, не ќе да плаќам нешто. Уште една работа само сакам да ви кажам околу целиот дизајн, што сега веќе тука нема рачка како порано, тука е поставена овде горе. Сега тоа значи да се префрлам и внатре, да видиме што нуди внатре и да почнеме да го возиме на ова место кај што не знам точно кај сум, ама ќе биде интересно. Сега како надвор, така и тука внатре, новиот Duster е многу поразличен од претходните генерации. Многу поразличен во она како изгледа дизајнерски, како е поставено со новиот волан, новите седишта, новиот целокупен дизајн тука на преднава маска. Изгледа многу поинтересно, многу позабавно, многу помодерно, односно Dacia направија многу добар договор заедно со Renault, нели тоа го знаеме, но овие нови генерации на Dacia ги користат истите технологии од најновите модели на Renault, што значи дека во поглед на системите
ги имаме истите безбедносни системи како и во Рено, што значи како е ултрамодерен автомобил, ултра безбеден. Сега имаме убави модерни технологии кои што не се застарени, кои што не кочат, кои што системот ќе работи убаво и квалитетно. Дури ги имаме истите звуци како од Рено. Имаме нормално паркинг камера со 360 степени поглед во ова џурни ниво на опременост, паркинг сензори. Ми се допаѓа тоа што кога возите на офроад ви дава една убава слика што се случува пред вас доле, позади вас доле. И она што би сакал само да го истакнам околу екранот, што е сериозно многу брз и респонзивен и немате никакво кочење во неговото користење. Тоа е една голема позитивна критика од моја страна. Дополнително на тоа, вака ако гледате, ќе кажете, па нема физички копчиња на екранот. Се лажете. Тука горе имаме физички копчиња кои што можете лесно и брзо ги искористите ако имате потреба од нив. Во ова џурни ниво на опременост, тука имаме 10-инчен екран со повеќе звучници во возилото. И она што е добро за него е тоа што имаме опција да го поврзаме со Apple CarPlay и Android Auto. Веднаш до него веќе го гледате овој држач за телефонот. Овој држач прво многу ми се допаѓа, бидејќи тука можам да си оставам телефонот и да, ако ми е потребен, да гледам се што ми треба од него. Но, ако го земете поевтиното ниво на опременост, кој што го нема овој 10-инчен екран, во тој случај имате само радио и имате можност да си оставите телефонот и да го користите телефонот, дали како навигација, дали како било што и да ви треба. Овој држач е фантастичен. Кој да го измислил ова како опција? Секоја ти чест, брат. Пред возачот тука има 7-инчен екран кој што има убава графика, имате убава прегледност на се што се случува и се што ви треба од информации, така да една позитивна критика уште една. Дополнително тоа од страна од левата страна на воланот ги имате сите системи како шорткатс да ги исклучите. Тука доле е рачната, бидејќи од средниот дел е тргната. И за мене искрено е поинтересно, бидејќи со самото вадење на појасот автоматски се вклучува рачната кочница без да имате никакви проблеми. Ми се допаѓа што тука доле имаме физички копчиња од климата и брзо и лесно стигате до се што ви треба кога конфигурирате нешто околу начинот на дување, колку да дува, како да дуваат. Да, се е цврсто и нема меки материјали, но искрено не му давам некоја критика за тоа, бидејќи ова возило искрено ниту се замарам какви материјали имате искористено, дали се меки, треба да се квалитетни, вака како што изгледа се квалитетни, нема крцкање до сега никакво. Иако има 15.000 километри колава изминато, едноставно се квалитетни и треба лесно да се чистат, бидејќи на офроуд кога ќе дојдам као себе, кога ќе направам партал, сакам со една крпа брзо, едноставно го исчистам. Ми се допаѓа дастер буквите што се поставени тука горе и ми се допаѓа овој материјал кој што е тука горе, но исто така и на вратите, кој што изгледа како текстил, а всушност е само обоена пластика. Многу интересно. Две остави за телефонот, кој што едното е бежичен полнач и го има само во џурни пакетот на опременост. 2 USB порта Type-C, 12 волтен приклучок за струја. Овде имаме мануелен менуаж да проложам и има уште едно тркалце кое што е за диференцијалот. Дали се заклучи, дали да возиме на снег, дали возиме на кал, дали да возиме во надолнинки, едноставно да си одредите режим на возење кој што вас ви одговара. 2 остави за шишиња и уште една остава тука под наслонот за рака. Ми се допаѓаат седиштата кои што имаат некој интересен дизајн, како фармерка, многу интересно и дополнително на тоа се убави и меки. Сега, нешто што можеби сте го виделе на видеа или некаде на други промоции на Duster, е тоа што имате едно светленце и едни кофички кои што можете да си ги ставате секаде низ интериеров. Имате напред на таква како закачалка за нив, тука позади на централна конзола, има и во багажникот позади. Има на многу места кои што можете да ги искористите и едноставно да ви биде пофункционално. Тоа е страшно кул. Сега за жал ја немам таа светилка и таа корпичка тука, веројатно се извадени за не се изгубат. Она што сакам тука да го пофалам е положбата за седење. Имам одличен простор за нозете, дури можам да ги спуштам под возачкото или сувозачкото седиште, да имам уште поудобна положба за седење. Седиштата се меки, убави, имате тука една мала закачалка која што можете да користите. Стварно се е цврсто и квалитетно, дури на рачки да тегнам да
пробам нешто да расипам, не може, мислам, стварно е скоцкано како што треба. Немате наслон за рака, искрено не се ни замарам, не сум ни гледал. Имате остава кај предните седишта, една остава во средниот дел и тука имаме два USB Type-C порта. Тунел кој што не е така висок и широк, што значи ка можат тројца патници слободно да се возат, бидејќи сепак ова може ќе го вози некоја компанија и треба да биде функционално. Широко, убаво, високо и останува го видиме уште багажниот простор. 358 литри багажен капацитет, ако, како и тука, имате резервно тркало под оваа даска тука одоздола. Ако одлучите да не си земете резервно тркало, тогаш имате 403 литри багажен капацитет на располагање или може да се зголеми до 456 ако го искористите целиот простор доле. Оваа даска ми се допаја што е речиси рамна со ивицата на браникот и ви го леснува едноставно товарењето и стоварењето на потежок багаж. Имате една остава тука од страна која што во моментов е зафатена со дигалката. Како што кажав, на неколку места во интериеров се поставени овие држачи за светлото и за корпичките и за сите други елементи кои што можете си ги докупите со Dacia Duster. 12 волтен приклучок за струја и куки за качалки, што го прави едноставно уште попрактичен овој багажник. Искрено би рекол дека е окей, малце е стеснет за разлика од претходно овој багажен простор, но сметам дека е окей за намената кој што треба да ја има. Прво и основно, Duster е битен за офроуд. И ова нема биде вистински тест ако не го донесам јас на офроуд. Сега моментов, како што гледате, веќе се движам на една ваква офроуд патека, го ставив во режимот за ограничување на брзина и против пролезгување при спуштање на удолнини и еве го сам си кочи, си дозволува до одредена брзина кај што може да дојде и не ми пролезгува воопшто, што е супер. Не е само ова. Кај новиот Duster не е само ова, има многу повеќе други елементи. Прва работа, нормално се перформансите, и ако веќе имате чуено, да, точно е. Новиот Duster веќе го нема во понуда со 1.5 дизел мотор, односно го нема воопшто со дизелски мотор. Исклучиво само бензинци и ако сакате погон на 4x4 како што имам и тука, исклучиво доаѓа во моментов само со 1, 2, 3 цилиндра бензински мотор. Доаѓа со 130 конски сили, кои што не се битни, колку што веќе неколку пати кажав, битни се ньютон метрите, бидејќи особено кај офроуд возило и секој возило кое што има потреба од повеќе снага за потешки терени како и тука, потребни му се ньютон метрите. Овде произведува 230 ньютон метри, се ветувачки и тоа ќе го видиме сега за кратко. И уште една работа, што доаѓа со амортизери. Dacia Duster со амортизери на хауба. Епа, мислам, нели? Друга работа која што е интересна за Duster е тоа што тука во менито имаме All Road Info, што значи ка секој пат ни дава информација. Кој погон во моментот го користиме, колку е распределбата, дали е 50-50 или како и сега 99 спрема 1% кон задните тркала, колку сме навалени напред-назад или лево или десно. Нуди до 37% навалување странично. Ова во моментов чисто информативно е 14 степени. Дополнително на тоа можете да поминувате сериозни површини одоздола, бидејќи овозможува клиренс од 217 мм. И не мислам на браниците, туку мислам на подвозјата одоздола. И имам кардан и диференцијал, што значи дека имам вистински погон на сите 4 тркала. Немам електронски системи кои што ми дават лажиран систем на 4 тркала, туку вистински погон. Плюс напред имаме Макферсон суспензија, додека тука имаме паралелна. Многу е битно сите овие работи сега што ги покажав да ги одберете во правилниот режим и на правилното место да ги искористите. Зошто? Бидејќи во спротивно, ако го ставите во ауто, како што ми и мене сега, на одредени моменти можеби ќе имате потреба да мислите дека треба да имате повеќе перформанси, повеќе конски сили. Но, ако го одберете вистинскиот режим на возење, нема никој пат да се почувствувате дека малку ви се перформансите. Да, знам, и на истото стојам и јас како и вас, на прв момент кога чув дека има 1,2-3 цилиндра, реков, зашто луѓе тоа сте го направиле, супер беше моторот,
тоа се бараше за офроуд, кој што е стварно скапо хоби или едноставно ако ви е дел од бизнисот е скапа активност која што треба да имате. Тие перформанси и таа цена што имаше Дастерот совршено се наоѓаше, ова се системите кои што цело време се вклучуваат. Се дур не дојдете на вакво место и да видите дека стварно функционира како што треба. 130 конски сили, како што кажав, не се толку битни колку што се битни ньютон метрите, бидејќи тие се оние кои што ни даваат сила, снага во вакви предели да не избуткат, па и кога имаме тежина и кога имаме поголеми препреки да немаме никакви потешкоти. И затоа секој пат за вакво возило гледате ги ньютон метрите, а не само конските сили, бидејќи тие се оние кои што се најбитните. Друга работа што треба да пазите кој ќе возите новиот Dacia Duster, кој ќе го тестирате пред да го купите, да не се залажете и да мислите дека нешто не е добро во поглед на менувачот или во поглед на перформансите. Покрај тоа што ќе го одберете тука вистинскиот режим, јас сега ќе оставам во офроуд и тоа значи кога го блокира диференцијалот имам тотална распределба, односно точна распределба на 50-50 во поглед на преден и заден погон. Дополнително на тоа, кога кажав за менувачот, кој е 6 степен мануелен менувач, треба да знаете дека првата брзина особено му е толку направена биде баш онака офроудерска, што ако немате големо искуство, како и ја што немам некој преголемо офроуд искуство, може да си кажете, зашто ми изгаси вака лесно, нема снага, не ми влече. Не, дечки. Првата брзина му треба малку повеќе внимание со педалите како играте. Зошто? Бидејќи така е направена да не ви пролизгува на вакви места и да имате повеќе моќност кога ви треба. Тоа е супер и тоа е паметно направено од Dacia. Затоа внимавајте со особено првата брзина, подоцна веќе многу полесно ви влегува во ритам. И мора тука да го пофалам дека и менувачот и педалите се совршено направени. Менувачот е така прецизен баш кога ми треба одредена брзина, не ми треба да барам каде, туку многу лесно, многу прецизно ми влегува во секоја брзина и дополнително на тоа педалите се одлични, одлична тежина, одлична контрола имам над нив, не ми треба време да го навикнам, само седнам и го возам. Дополнително на тоа кочницата ми е фантастична, убав осет на неа, убава длабочина на притискање, немам нешто потреба од премногу да се притиска за почне да работи, многу убави контроли за користење. Ама кога ќе го одберете вистинскиот режим за возење преку електронски модул тука, стварно уживанци е возење по било каков терен. Сега јас во моментов не возам нешто претежок терен вака од ова што го гледате вие тука, иако не е баш едноставен, но она што сакам да ви го потенцирам е дека сега падна малку дожд, имаме доста лизгав терен, кал, песок, апсолутно се што може да се најде и многу добро се снаоѓа на секаков тип на површина, а возам гуми кои што се за на асфалт, кои што не се офроуд гуми, кои што не се предвидени за секојдневно вакво возење. Така да браво за Duster системите работат перфектно добро, перфектно. Дури ако сакате да си играте, сакам тука се качам што е доста стрмно. Без никаков проблем. Браво. Мислам, баш се чувствам како некој сериозен офроудер, а немам искуство. Браво, Duster ме прави да се чувствам стварно многу убаво, многу паметно, многу да се осеќам моќно. Тоа го сакам и тоа е битното кај офроуд вожњата. А морам да нагласам дека ако сакате да земете некој сериозен офроудер, тоа ќе чини многу пари, или ако треба вие да го направите, исто така тоа ќе ве кошта брдо пари. Затоа е тука Duster, затоа тука беше претходно позициониран на тронот, бидејќи за ефтини пари имате сериозен офроудер кој што не ви треба некои луксузности внатре, системи и чуда. Едноставно ви требаше возило кое што ќе го искористите дали за авантура, дали за бизнис, да стигнете до одредена дестинација и кога ќе се расипа, бидејќи на офроуд се расипуваат лесно, може лесно да дојде до некаква штета, едноставно тоа да не кошта премногу.
Дастерот беше тука доминантен. Дали сега е поцврст, подобар, поквалитетен и дали вреди? Да, во секој поглед. Гледате на какви терени се движам, возиме цело време, не се чувства нито едно тропкање. Ако нешто има, тоа бидејќи ми стоат наочарите тука, делодопремата од камерите. Наставно се е многу квалитетно, многу е поцврсто. Немам никаква замерка во поглед на квалитетот, никаква. Во поглед на перформансите, да, бидејќи со дизелот можеше многу повеќе играње, да го тюнирате, го чипнете, да му направите чуда, окей, да, беше интересно, но бензинот, иако денес цените на бензинот и дизелот се речиси идентични, бензинот е многу поедноставен и многу полесен и многу поевтин за одржување, драстично поевтин. Кој што сака нека ви каже дека и дизелот е добар, дека и тој не е скап, не, дечки, бензинот од секој пат бил и ќе биде поевтин и подобар и полесен за одржување. Моторот, стварно немам никакви предрасуди, освен во одредени моменти кога би имал поголема тежина, што не успеав тоа да го направам. Ова е само моја претпоставка, така да мислам дека некој нареден пат би требало малку заедно со вас да направиме едно видео, еден тест каде што ќе го тестираме малку посериозно со тежина. Мислам дека можеби тогаш во одреден момент би му требало малку повеќе ньютон метри, но сега за сега работи перфектно. Во моментов стварно немам никакви проблеми. Дополнително на сето ова што треба само ви кажам дека во понуда нема друг мотор. Мислам само бензински мотор имате, 1.2, овој конкретно мотор кој што нуди 4x4 погон. Имаме хибриден модел кој што ќе троши малку помалку и имаме еден класичен бензинец кој што е со погон само на предните тркала. Сега како полека се враќам во цивилизација, така ќе веќе може да се приметат и другите работи кои што ги нуди Duster. Го чувствам малку повеќе моторот нормално, 3 цилиндра, нема вибрации, како што очекуваме за 3 цилиндри. Нема некоја преголема бучава. Се слуша начинот на работа на 3 цилиндри, но не е нешто што би го кажал како критика. Убаво работи, убаво се вози, немам некои потешкоти, меќе, нешто што приметив и на офроуд и тука е исклучително многу мек. Многу мек. Иако, како што кажав, напред со независна суспензија Макферсон, додека позади е паралелна, некои негови конкуренти знаат многу да отскокнуваат на тие дупки на офроуд, тука ниту му треба поголема тежина, ама апсолутно ништо. Се снаоѓа фантастично добро, тежината му е одлична, седиштава му се исто така многу удобни, едноставно уживате додека возите без разлика каков терен станува збор, дали асфалт или е офроуд. Нешто што приметив за потрошувачката, што е малку повисока, нормално има 4x4 погон, па тоа значи дека и потрошувачката малку ќе биде повисока, што значи дека на офроуд ми се качи до 10 литри, 10-11 зависи, додека во урбаниве средини ми се спушта околу 8 и 9 литри, што значи дека на автопат имам бројка некаде од 6 до 7 литри. Отприлика тие се бројките кои што ги добив во овој краток временски период на возење, но мора само да ви потенцирам дека е многу битно да одберете вистински режим на возење. Бидејќи некој пат ако мислите дека имате помалку перформанси, во тој случај ставете го само во режимот на точната подлога што имате под вас. Или ставете го во ауто, ама ви треба малку повеќе време, односно на Duster му треба малку повеќе време за да свати на каков терен е, за да се прилагоди. Така да, исто така и за на асфалт, можете да оставите во еко и за да имате подобра потрошувачка, или да си оставите во ауто, во кој што он ќе регулира што ви е потребно и тука ќе почувствувате малку повеќе перформанси, тоа може да ви ја крене и потрошувачката нормално. И сега на крај на сето ова, доаѓа цената. Во џурни пакетов како што е тука, највисокото ниво на опременост, сите безбедносни системи, како што и веќе знаеме, сите овие работи Dacia ги користи од најновите генерации на Renault, што значи да влезете во најновото Renault и да влезете во Dacia, ги имате истите безбедносни системи на истиот начин кој што функционираат.
тоа значи дека се добри системите, бејќи керено, секој пат ги фалам, а и со искуството тука сега од Dacia Duster, можам да кажам дека стварно многу добро функционираат. Убаво задржува лента, убаво ви реагира, ве подсетува за радарската контрола, односно за читањето на знаците, колку е ограничувањето, ве подсетува и ви реагира кога има возило пред вас ако треба да призакочи, така да многу добри системи, многу богата опрема како што видовме пред малку и се тоа чини 32.500 евра. Да, цената е поскапена е за одреден процент. Дали вреди се тоа поскапување? Па да, Dacia Duster сега е многу попаметен автомобил, многу попаметен и тоа значи дека наставно имаат причина зошто е поскапен толку многу. Но сепак и покрај поскапувањето, Dacia повторно е на тронот во поглед на колку добар офроудер е и во поглед на тоа дека за оваа цена нема да најдеш ниту еден друг конкурент кој што го нуди ова, кој што можеш да го извозиш вака на асфалт, да завршиш обврски кој што ги имаш за секој ден и да отидеш на сериозна офроуд авантура и при тоа и нешто не да може да се расипе, да не те кошта многу по джебот. Затоа Duster се уште на врвот, иако има некоја сериозна конкуренција, тука би оставил Suzuki Jimny, кој што и тој е доста сериозен ривал, но Suzuki Jimny-то ми има за мене, иако го немам возено на камера, позади камера го имам возено и ми фали тежина, знае да ми отскокнува многу. Второ, нема волку многу опрема како што има Dacia Duster. Аз со цените тука некаде. Така да, ова е, сметам дека се ова најбитните и најинтересните елементи што треба ги знаете за Dacia Duster. Нормално, погледнете го, отидете во салон, извозете го, видете што значи сега овој нов склоп. Јас се уште се стоам на мојата теза дека јас ако го купам ќе му ставам челични гуми, офроуд гуми, малку би ставил тука некои штитници, горе би ставил шатор кој што го нудат и би изгледало фантастично и би можел да уживам максимално во него. Пишете ми во коментар, направете subscribe и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао, дечки!